јавни избори со ваква поставеност не е ни малку лесна нивната санација. Се разбира се со цел да дојдеме до позитивна нула, за да дојдеме до самостојно сервисирање на нашите текови врски. За тоа време посветен ангажман, како од мене, така и од целиот менеджмент на предпријатието, и верувајте, заедно со локалната самоуправа, максимално сме ангажирани во таа насока. Во минатото се креваше голем прав околу паркинзи. И тоа е разбирливо, со оглед дека се работи за многу битен дел од животот на Охридјани, секако битен и во делот на развојот на туризмот во Охрид и неговата промоција. Јас би сакал да подсетам дека благодарение на локалната самоуправа и градоначалникот Никола Бакрачевски многу брзо, после преземањето на функцијата, се раскинаа штетните договори со минатиот закупец, со што се отворија можностите ЈП Билјанин извори повторно да стопанисува со јавните паркинги простори во градот. Доколку тоа не се случеше, имајќи и финансиските показатели, во голема мера ќе беше прашањето понатомошниот обстанок на предпријатието, а со тоа и обстанокот на 70 фамилии. За да се постигне рентабилно работење на предпријатието, тоа што верувам сите го посакуваме, како позицијата, така и опозицијата, треба да се повлечат и храбри одлуки кои се во интерес на предпријатието, граѓаните на Охрид и секако туристи. Благодарам. Кој е 12 за, кој е против? 6 е против. Благодарам. Констатирам. Сега да колку оживие да гласате? Да, ме бројат, ме гласам за. Гласате за? Да. Кој е број? Не, борете со гласањето, советничката мисла. Поединечно гласање мора да биде. Поединечно ќе гласаме. Ајде, значи, само сакам да укажам на тоа дека советничката мисла нема да може да гласа на ова седмица, значи визирата верификација не е во службен гласински одиме со поединечно гласање на предлог на советникот Блажевски, Јованка Точко.